Другиот дел од студиото на Сака Македонија стои еден навистина прекрасен за мене разговор, затоа што до мене, односно како моја соговорничка, е една навистина позитивна пред се личност. Добро ја знаете од веќе најавената песна и спот. Наташа Крстевска, Мијата. Добро утро и добре дојде во Сака Македонија. Добро утро, Мими, драго ми е. Носиме слично презиме. Така Крстовска, Крстевска. Тоа е, слушај, матичниот која рече матичарот. Презимето, неговото. Мора, апсолутно. Така, презимето. Така. Добре дојде, Мијата. Добре те најдов. Многу ми е драго што сум тука гостинка, затоа што морам да ти кажам дека свекрва ми секој ден ме гледа и особено за викенди и секогаш беше кога ќе одиш гостинка. Еве сум гостинка. Поздрав голем. Добро те знаеме пред се и ние и нашата публика и знаеме и професионално и на музичко поле каква си, што работиш и што правиш. И јас би рекла, односно би сакала да започнам сега со моменталните музички ангажмани. Што е она што се случува? Знам дека се е некако блокирано, се е сведено на минимум во однос на состојбава со пандемијата и така натаму, но што правиш сега? Многу интересно што токму ете песната Полетај е како симбиоза на двете мои професии, и воздухопловството и музиката, тука и символиката, и е супер најава нели за нешто што ќе се случува понатака на музички план. Полетај ќе биде дел од албумот кој што е во изработка, значи работам на втор албум, не дека во Не мируваш. Да, не дека во короната само со градинарство се бавевме, значи нешто се случи во студио. Соработувам со прекрасни луѓе, Дамир Пух и Наташа Миха во нивното Green Room студио. Веќе ја спремивме наредната песна, која што е насловена Маска. Уште се мислиме дали ќе ја пуштиме само аудио или ќе се сними и спот. Сме во, нели, идејна организација, да. Со тоа што најчесто јас сакам да снимам спотови за моите песни, затоа што некако прави целина на тоа што сум сакала, нели, да го кажам. На Маска, автор на музика и текст сум јас. Најчесто и на моите песни се јавам како кант-автор, затоа што и друг пат сум умела да кажам, снимам песна која имам што да кажам. Така. Не реда ради. Маска е нешто што нели сите не опфаќа во ситуација во 2020 во која што се најдовме. Така да, меѓутоа е многу подлабока, филозофска, може да кажам феминистичка и така. Ќе видиме. Гласноговорник си кога станува збор за правата на жените и сето она што може да го уживаат. Апсолутно. Така некако те поврзувам барем јас, реално. Драго ми е, значи драго ми е што е така. И наредниот проект ќе биде дел од тоа. Многу беше интересно кога ја направив песната Домаќинска и на едно гостување во Радио Бупамара, водителката ја пушта песната, прави муабет и ми вика: дали си свесна дека ова може би првата македонска феминистичка песна? Викам, драго ми ако сватија луѓето, ама да, лайк. Да. Навистина имаш пред се една интересна професија. Контролор на летање. Да. Како ти почнува, како ти функционира еден работен ден, затоа што тоа е некако сосема поинако од музиката, реално. Па не е толку поинако. Зошто? Еве зошто. Во двете професии умеам да кажам дека нели има микрофон и на пеење и на комуникација директна во слушалките на пилотите, морам да комуницирам преку микрофон. Така. Во двете професии има адреналин. Значи, кога ќе излезеш на сцена или кога ќе се најдеш во некоја покомплексна ситуација во секојдневието на контролор на летање, значи има адреналин. Во двете професии има креативност. Затоа што контролата на летање нели е како еден мозаик или е како слагалица. Значи ти имаш одредени редоследи воздухопловни правила по кои што работиш, меѓутоа начинот на кој што ќе го сработиш во моментот, например на кула, имаш ситуација каде што слетува еден авион, треба друг хеликоптер да полета, некој трет чека нешто, значи тоа е како сложување на коцкички и е многу креативна и аналитична работа. Твориштвото на музика, јас така го доживувам исто како аналитично и креативно. Значи за мене имав одскоро напишано на мојот Facebook профил Наташа Мијат Крстевска, воздухопловно музички кадар. Затоа што
Спојот на двете професии веќе именуван. Да. Значи јас сум така решиле трите наречници на третиот ден, решиле дека во тоа дете ќе се направи симбиоза на двете професии. И што беше многу интересно во животот, што пред 2 години за прв пат се случи музички фестивал на контролори на летање од цел свет и открив дека не сум сама на светот. Има повеќе. Да. Беше супер доживување. Одлично. Морав да те прашам, реално, гледајќи ние од оваа страна, не директно вклучени јас, например, нити во музиката, нити во професијата која што ја работиш, односно ете во тие две професии, каде го гледаш нормално, каде е спојот на тие две. Она што е интересно, што веќе им го откриеме и на нашите гледачи, е моментот дека ти си била вечерта кога си го испратила последниот авион да полета од пистата. Не бе вечерта кога значи други колеги беа, меѓутоа јас бе вечерта кога са бајлината кога го отворивме аеродром. Така. А државата прогласи локдаун. Значи локдаунот заврши и на 1 јули кога го реотворивме, мене ми се падна да бидам на кула кога слета првиот авион, кога јас сум за среќните моменти задолжена. Што беше така едно искуство, нели, во CV-то кога ќе го ставиш на својата воздухопловна кариера. Не знаевме никој колку ќе трае. Ние во контрол на летање одевме цело време на работа. Значи имавме тие специјални пасови со полиција, сами по улиците. Многу беше морбидно тоа. Не би сакала никогаш да се повтори. Излегоа нели снимки на интернет онака со тиче перспектива од градот празен. Тоа така, беше, значи, не знам како да ви обяснам. И да возиш низ таа ситуација баш беше како војна. Апокалипса. Да. И дури знам да ме зафркаваат дома, викајте ти у тој спотот полете твој све како да најави. Викам ја не мислев дека така ќе се стварно беше многу морбидно. Одевме цело време на работа. Бевме во изолација, одевме во смени, затоа што иако аеродромот беше затворен, прелети цело време имаше. Значи ние како воздушен простор, во случај некој да треба emergency да слета, моравме да обслужиме и постојано имавме тимови, не се мешавме, значи беше како, нели, претпоставам војска и полиција исто така, тие што се во некој национален безбедносен комитет на државата, тие кадри мора да се држат во некаква изолација. Дури сега скоро правевме стратегија доколку, нели, како се зголемуваат заболувањата, доколку оболат повеќе од 20-30% од вработените, дека сме спремни да влеземе во изолација здравите, во, нели, за да обезбедиме континуиран сервис. Мислам, тоа е цело време наша идеја. Да има постојано континуиран сервис, воздухопловен, без разлика што ќе се случи, дека show must go on. Значи, во воздухот, да, предизвикот е тоа, нели, ако треба да се сменуваат и работни сати и се, меѓутоа, во ниту еден момент нашиот воздушен простор да не биде без сервис контролорски. Навистина, пред се имаш голем предизвик во професијата која што ја работиш, музиката. Јас пак ќе го земам како дел, односно како поле во кое што полесно и послободно можеш да твориш. Ваму, мислам дека строгоста пред се е задолжителна. Да, навистина. Има правила и прописи од кои што не смееш да излегуваш и тоа е едноставно тоа е така. Значи луѓето со години, со децении го утврдиле тој кодекс на работа. Знаат кои се правилата и прописи и ние мора да ги држиме без разлика кој ќе седне на фреквенција. Значи тоа е унифицираноста во нашиот сервис светски. Значи ние кога и да се стекнеме со контролорска дозвола, најчесто одиме по некои разни центри низ светот да се школуваме, значи после со тие дозволи и со мала дообука на сценографијата на аеродромот, значи со самата овие што се околни карактеристики, теоретски би можеле да седнеме да работиме на било кое место. Значи, не дај Боже да треба да дојде до тоа. Да фали човек. Да. Без разлика, значи, на специфичноста на ова време во кое што на некој начин музичарите се дел од оние кои што не можат да творат, не можат да допринесуваат и да се изрезат, ти, како што кажавме, беше присутна, не мируваше и не застана. Ја преработи песната Bye Bye, која групата Бубамара ја изведе на фестивалот Макфест во 1988 година. Морам да видам за да не сгрешам, годината е далечна. Музиката и текстот се на легендарниот Драган Карамфиловски Бојс, а ова е твоја прва македонска преработка?
ова е моја прва македонска преработка, токму таа песна, значи не случајно е Зошто се реши нормално прашањето, зошто таа? Јас сум родена 81 година, Добра. значи во 88 сум имала 7 години и таа беше 7, 8, 9 години, таа беше апсолутен хит. Летата поминати во Преспа, во село Долно Дупени, со моите пријателки. Значи се пееше песната постојано и дури онака во хармонии, во терци, детски, многу беше убава. И во последно време, да кажам изминатите неколку години, само од себе си најде од некој фолдер од подсвест излези и почнав многу често да ја пеам. И моите деца мислеа дека е таа моја авторска песна. И кога им ја пуштив дека всушност не е, цели беа збунети, па ти кога ја пееш многу поинаку звучи. И така всушност дојдов до идеја дека сакам да ја персонализирам, односно, која е целта на преработките во мојата глава? Зашто преработка некогаш е издржана? Иначе, не сум многу поборник, нели, по секоја цена се преработува музика. Младите не секогаш, нели, умеат да прочепкаат по старата ризница и всушност преработувањето на песните е донесување back from the past. Донесување на некоја песна да им се приближи на младите и речат, чека, ова добро звучи, дај да зирнам како звучела и во оригинална верзија. И така да ги вратиме во една состојба каде што ние музички сме растеле, ние сме се образувале и нели да разберат кои сме ние. Затоа што многу брзо се прави голема разлика помеѓу новите генерации. Јас имам внуци кои што се родени по 2000 година. Сега не мислам дека се ние голема разлика, ама некако која... Времето е различно. Да, како небо и земја. А тек по старите како им се чини сето тоа и сваќам дека и ние која сме растеле, нели, во тинејџерски денови, не им било едноставно на нашите родители. Верувај, кога, например, сега еве син ми расте до мене се побрзо и побрзо, времето се менува и јас се доведувам во ситуација да јас учам за да можам и нешто него да му пренесам или пак да го насочам некако. И стално со сопругот се тишиме дека нема да има толку голема разлика меѓу нас и нашите деца заради тој технолошки чекор кој што ние нели сме обврзани ради работа и за да си во чекор со сите збиднувања да го пратиме, а нели по старите него фатија, да кажам, и се направи голема... Јас еден, така, поголем. Меѓутоа, јас мислам дека овие мали веќе измислат нешто ново, што ние нема да може да го пратиме, така да ќе се направи јазот сигурно. Не знам како, ама ќе се случи. Се согласувам и до некаде ме плаши, затоа што ќе немам контрола нели на сето тоа. Реално. Мора да ги ослободиме. Така, живеат во тој свет на технологија. Имаше една многу интересна филозофска мисла. Вика, децата кои што нели духовно избираат да се родат кај нас како родители, се всушност души кои што сметаат дека ние сме нивни најдобри ментори во моментот, ама дека и обострано и дека и ние има што да научиме од нив. И сега всушност која ќе ме фати онаква состојба кога што викаш ти дали ќе можам да го контролирам, дали ова, дали она, ќе се сетам на тоа и викам добро, ќе учиме заедно. Ќе учиме заедно. Така е мјата. Од друга страна пак прифати еден сосема друг предизвик, челенџер на Кели. Да, објасни зашто. Калина Music Challenge е нешто што се случи сега. Неодамна, нема ни еден месец. Калина Вилковска на нашата публика е најмногу се позната по последниот нејзин настап на Voice во Бугарија. Иначе таа е сешен музичарка со години, помлада од мене, така малце се обновив енергетски, се замешав во помладите. Меѓутоа, тоа што она го прави, јас бескрено го почитувам, а тоа е еден музички предизвик кој што се снима веќе 2 сезони и ова беше нашава епизода почеток на 3-та сезона. Значи, Калина избира гостин музичар, кој што има право да избере песна која сака, да избере тоналитет. Локацијата е најчесто кај гостинот дома. Ние се одлучивме за дворчето кај мене, затоа што нели во корона да бидеме надвор, да бидеме по прописи, да не се загрозува никој. Околу песната, значи прво мислев дали да биде тоа моја авторска, некоја од Beatles исто ми се мешаше, меѓутоа се одлучив за оваа. Ова е од мюзиклот на Коса, Hair Musical. И е повторно од она што кажа пред малку, да донесам нешто од минатото блиску до новата генерација, да ги заинтригирам. И оваа песна, јас уште како дете, значи сестра ми е постара и се дружеше со Кети Илиевска и има они дома
на плоча саундтрек од Hair и тоа се слушаше, значи јас бев мало дете. Потоцна кога отидов во Америка, некако ја пронајдов снимката повторно, се во CD, нели? Мали не знаат што е CD. Колку старински звучиме. И оваа песна беше на репит. Затоа што оваа песна, иако моите музичари се што ме пратеа, се чудеа мијата што е со тебе со песнава. Од кај најде? Не се научени, значи стално сакаат нешто да сум јас зиња доборио, ратоборна, ги справувам криви дрини во песните. Меѓутоа оваа песна ја носи некако сензуалната страна моја, женската природа на површина. И толку ме прави и како интерпретатор и како музичар, некако во една нова сфера ме носи. Кога ги кажам на Калина за која песна сум се одлучила, беше Без збор. Значи прифатено, викам, и пошто јас стално сум со некои филмови, викам, и хипи да се облечеме, и вака ќе правиме и така и она, вика. Сценографијата е веќе подготвена. Да, вика, со мене нема никаков проблем, вика, твоја да ги убедиш музичариве да се облечат. Така. И сите се облекоа, беа прекрасни. Сакам да им се заблагодарам еве јавно на сите, и на Иво, и на Кире, и на Джиер, и на Пепи, сите што учествуваат, значи беше феноменален, особено Гого Полизов и Методи Лесански и Нино Спировски, они тие, например, аудиото да се сними беше многу голем предизвик, затоа што беше на отворено, да звучи вака како што звучи, може да погледнат и на YouTube. И на жалост во секој тег поминуваше брза помош. Значи дури се мислевме, да, дури се мислевме пред последниот беше совршено испеано се и дури беше дебатата дали да оставиме, значи со брзата помош снимката за да го означи нели ова реалното. Да, музика во време на короната. И рековме ќе пробаме уште еден тек, ако се случи да помине повторно, останува до крај и ете успеа 3,5 минути да не помине брза помош. Значи тоа беше онака подсетница дека да, убаво ние што си сакаме да си твориме, да сме позитивни, меѓутоа од реалноста не може да се побеги. Така. Страшно, навистина страшно, некако така започна се целата ситуација со коронавирусот и до некаде сите не исплаши, би рекла. Прибежиште баравме во некои мали нешта кои што претходно ги заборавивме и сето на нели затварање во домовите не научи на некој поинаков начин да размислуваме, односно да ги цениме повеќе тие семени вредности. Да, и секојдневието наше да си сватиме дека е со многу поголема вредност. Нешто или пак многу мало значење им даваме навистина на таквите работи. Мејата јас како потсетник буквално испечатив за тебе сте како детали затоа што буквално претходниот период, како што реков, навистина не мируваше. И претходно имаше искуство навистина во изведбата на оваа песна, но можеби најслушана песна е Верувам во себе, со навистина прекрасен текст, но изведена заедно со учениците од основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски. Која беше целта? Тој е училиште во Ѓорче Петров, каде што мојот син Калин сега е пето оделение. И пред година, значи пред сето ова да се случи, за сам дека 60 години од постоење на Беровски училиштето, тогашната наставничка на Син Мимеговска им беше со идеја, викам јата може ли да искористиме сега више кога ти имаме нели мајка во оделението, да не си само породителски, него нешто и креативно да изработи. Па добро. Шала, да. Јас имав претходно исто едно многу прекрасно искуство во Кисела вода, во едно училиште каде што наставничката по музичко ме исконтактира, вика твојата песна е нешто што јас вика сакам моите ученици да сватат пораката што е, иако е вика од поодамна песната, нели да ја возобновиме пораката, да ја донесеме до помладите. И кога например, тоа што ми се случи во Кисела вода беше доаѓам на проба и сите деца пеат песната и јас се распаднав. Значи почнав да плачам, не можев да верувам зашто тие се мали дечиња кои што јас во 2007 кога сум ја издала, нивните родители уште не стапиле во брак. Мислам да бидеме реални. Сега овие деца нови ја пеат таа песна, многу ми е драго што некако ова беше моја лична химна ода, меѓутоа фати антологиско место во македонската музика и се надевам дека пораката уште многу генерации ќе можат да ја вреднуваат,
А во Беровски, мислам, беше многу спонтано, затоа што уште еден родител во одделението заедно што соработуваме, викам, зимај камера, одиме, децава, ќе се организираме, се присрехни беа. Значи, децата беа присрехни, направивме видеото одеше после на патронатот позади, ја направивме и точка, не викна и во паркот, така го размрдавме Ѓорче Петров, многу беше убаво искуство. Искрено, затоа што, повторно ќе кажам, тоа е една порака. Јас генерално мислам дека во Македонија на македонскиот народ самодовербата му недостасува. И се надевам дека, нели, оваа порака, која ќе се инјектира во помладите, се трудам и со моите деца. Викам, оди по улица и да се види дека веруваш во себе. Дека имаш внатрешна порака, дека имаш, нели, знаеш зошто си дојден тука, а не цел загреој. Значи, исправи се. Не војнички, него едноставно, дури ги зафркавам, викам, ако не ти е исправено, викам, торзото, каналот, викам, космичка енергија не примаш одгор. Не може секи флоса сите на онлайнот. И сега, нели, со мали досетки работиме за да така. Сакам сите деца, сите мои сонародници, кога одат по улица, да пуца бре. Да има онака, да блика гради што е во Македонија, не да им е Македонче. Значи, тоа не знам дали ќе успеам да го постигнам во мојот животен век, меѓутоа песната е еден начин да се обидам. Ќе видиме. Гледајќи го ова, еве твојата армија, оние кои што треба да ги насочиш на патот кој што сега ни го кажа, буквално да бидат пред се со полни гради, да храбро чекорат во животот и да нормално пред се развијат во едни здрави и квалитетни личности. Би рекла нешто што недостасува во нашето општество, во моментално што се случува. Ги споменавме семејните вредности, споменавме се оно што треба да го знаеме и буквално ова е еден приказ дека ете, овие мали дечиња, овие рачиња кои што мафтаат, се оние кои што утре задутре ќе треба да ги фатиме за рака и да ги воведеме на патот, пред се да веруваат во себе. За подоцна, они нас да не водат. Да имаме среќа, така? Да, тоа е инвестиција во нашата младина. Да имаме среќа, навистина. Мијата, мислам дека убаво завршуваме. Верувам во себе, мислам дека веруваат и сите во пред се нивните квалитети, така треба да биде. Јас тука ќе ти се заблагодарам за утренски разговор. Никогаш доста од тебе. Јас така велам затоа што ни гостуваше кога беше моментот со кабарето, еден прекрасен проект и не можам да го заборавам. Со добро познатата крушка. Да, јаболки круши. Беше исто така еден генеричен производ, се македонски, повторно. Поразлично, меѓутоа убаво. Да, тоа беше авторски концерт кој што беше во форма на мюзикл и не е случајно, значи мене мюзиклите некако ме привлекуваат затоа што се комплетно искуство и музичко и драмско и не случајно ете и нели за челенџот со Калина, предизвикот со Калина Вилковска, повторно мюзикл избрав песна. Те благодарам, Мијата. Фала ми на тебе. Драго ми беше